Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес, додека е фестивалот на црковната општина Света Недела во Еџјакс и трае до 11 часот вечерва, ние пак со новините од Македонија, почитувани слушатели, ќе ви се представиме, а исто така и со илинденска честитка до целиот македонски народ од нашиот познат сонародник Сребре Џанџуровски, но ќе бидеме во разговор и со председателот на Организацијата Обединети македонци Драги Стојковски. Но затоа пак и убавата македонска песна повторно во студиото ќе ви пожели пријатна разонуда. Па нека српската интерпретаторка Ана Бекута отпочне со стариот Џумбушлија.
Дали сакате да купите ауто од марката Volkswagen или дали сате или пак ви треба поправка на вашата кола или некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски, телефон 416-725-6335. Квалитетен сервис за поволна цена и за гарантирано тоа го прави само Васил Кајчевски. Телефонот е 416-725-6335. А пак фирмата Недан Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Владе Димитриевски ви известува за ваши свадби, крштевки, родендени и слично. Ви стојат на располагање трите реномирани сали на црквата. Телефонирајте на 416-421-7451. Истовремено за вашите неделни богослужби или празнични, повелете од 10 часот утрото на богослужбата. Илинденскиот пикник во организација на Обединети македонци ќе се одржи на 31 јули во паркот на организацијата. Со богата програма, а и весела музика со оркестарот Изгрев, ќе поминете празничен Илинденски ден. Затоа во разговор сме со председателот на организацијата Обединети македонци, Драги Стојковски. Драги, добар ден или добро вечер. И добар ден, добро вечер, здраво до сите драгице, поздрав до сите слушатели и до сите македонци. Благодарам. Последното случување ќе отпочнеме со така наречениот француски предлог за нас македонците е уште еден, би рекла, автогол врз македонството, но не од македонците, туку од страна на предавничката влада во Република Македонија, кои би рекла отворено дека го гнасат столот во собранието што седат. Кој е твојот коментар? Па во право си што рече дека не е тоа до Македонија и македонскиот народ, бидејќи македонскиот народ за жал никој не го прашува, а и кога го прашуваат како на референдум, потоа велат попуневаше тој референдум, не е обврзувачки. Македонскиот народ неколку пати на референдум има кажано кој е и зашто е, така да сите овие договори кои се подпишува, па и планираат да ги подпишуваат како предавнички договори, македонскиот народ не ги прифаќа. И тие не се легални, не се законски, затоа што македонскиот народ нема дадено одобрение. А секое пристапување кон како меѓународни организации, како војна организација, како НАТО или како Европската унија или Европскиот сојуз, како сакате, тоа се организации во кои македонскиот народ треба самостојно да одлучи. А македонскиот народ на последниот референдум одлучи не, бидејќи не учествуваше во еден таков предавнички референдум. И според тоа македонскиот народ е ослободен од секаква обврска. Тоа значи нема потреба македонскиот народ воопшто да се срами, бидејќи и нема што да ги почитува тие такви предавнички договори. Да. На 28 јули, иако многу од македонците веќе во Република Македонија се на годишни одмори, но сепак како што во една од песните на неговата поезија напиша писателот колку сме, толку сме, токму сме. Така да ќе протестираат пред бугарската амбасада во Скопје, а на денот Илинден, мислам во Крушево, во знак на непожелното доаѓање на бугарските делегати и функционери на така наречената заедничка илинденска прослава, за кој Илинден зборуваат, прашувам, за 1903 кога со подмолен начин, иако знаеше и Бугарија и бугарското ВМРО или врховистичко, дека востанието ќе биде задушено тогаш. Од друга пак страна, Асном, 1944 година, кога тие бугарски фашисти убија многу наши браќа и сестри македонци. Што ќе слават? Победа на злочинот, што го прават, или пак македонците кои ќе бидат таму што треба да постапат? Па, македонскиот народ, за разлика од бугарскиот, кој бил под раководството на бугарската
држава и фашистичките власти во Бугарија, македонскиот народ секогаш бил на правилната страна. Еве последната војна да земе, Втората светска војна, додека ние бевме во антифашистичката оска, Бугарија беше во фашистичката оска. Што значи Бугарија беше и се бореше против токму овие држави што сега ја поддржуваат. Против Франција, против Англија, Америка, да не ја спомнеме Советскиот сојуз или Русија, бидејќи еве и таму доаѓа до конфликти. Меѓутоа, навистина прашањето стои што прашуваш што ќе слават. Јас мислам дека тоа што бугарите не успеа преку војна да го освојат, сега се обидуваат по мирен начин преку НАТО и преку Европската Унија да го добијат. Меѓутоа, македонскиот народ тоа нема да им го овозможи. Затоа, Запад, бидејќи тоа го знае, ги инсталира овие предавници, го инсталира Заев предходно, сега овој, не му го името, не му го знаеме. Да, анонимус е секако, тој Ковачевски, да. Ние нити го знаевме, да. пат го дознавме кога стана премиер на Македонија, на Република Македонија. И нарочито правам разлика меѓу Македонија и Република Македонија, бидејќи Македонија е цела Македонија, ова е само еден дел од македонската територија, Република Македонија. И тој анонимус сега ќе потпишува додека увидат западните мешетари дека и тој не е прифатен од македонскиот народ, но ќе потпише, па ќе донесат некој друг. Да. Кој ќе продолжи. Така да за жал имаме наши предавници кои нас не тера да им се во основа да им се извинуваме на бугарите за злоделата кои тие ги направија. Да. Па затоа реков дали ќе ја слават победата на злочинот што го прави. Тоа ми беше и прашањето всушност. Да, тоа бугарите тоа ќе биде, меѓутоа тие тоа ќе го превртат да биде како тие за добро слават. Да, како што рече предавничката влада, администратори. Да. Меѓутоа, какви се, ти веќе спомна предходно, меѓутоа, какви се твоите интуиции во врска со овие насила натрупани договори врз Македонија и македонскиот народ? Па, знаеш, во психологијата, политиката во горен дел психологија користи, кога американците напаѓа во Ирак, во Афганистан, тие правеа шок, каде што целосно го шокираа народот, да не може да се бунтува. И одеднаш уништуваа. Во основа 200 година назад во историјата ги вратија во економски развој и ирачаните и афганистанците. Кај нас малку подруго работаат. Последниве 30 години, 30-31 година, нас не ни даваат шок одеднаш. Туку редовно, полека, помалку не шокираат. Да. За да не избубнеме како што се случи во Шри-Ланка и председател и премиер да истераат. Може би не случајно. Тоа е таа психологија што користат од нас. Да. Може би не случајно така го остави отворено прашањето од Букуреш 13 година. Меѓутоа, дали некоја интуиција во тебе постои дека сепак ќе биде позитивно за нас, македонците и Македонија? Па јас сум по природа оптимиста и мислам дека има место за оптимизам. Не само залажување, лажен оптимизам, вистински оптимизам. Да. Затоа како што реков, македонскиот народ ништо не потпишал. Вистинските македонски институции кои биле одбрани од народот не потпишале. Да. Така да мислам, слободно можем да кажеме, македонскиот народ може да си ја крене главата горе, нема што да се срами, меѓутоа треба малку похрабро да си ги бара своите права. Но за жал во секоја таква состојба потребни се водачи. Народот не може само туку така да искочи на улица. Мора некој да го поведе народот. Точно. За жал немаме водачи такви. Да. И се надувам дека секој миг ќе воскресат такви водачи кои ќе излезат напред и кој народот ќе има верба во нив.
А тоа не може да биде само протести или еве сега референдуми. Да. Ќе прекуглавани со референдуми. За време еден референдум ние не кажале не против велепредавствата. Да. Уште не треба да го кажуваме. Мислам дека сето ова е замајување на народот и тие што се на власт и тие од опозиција што барат референдуми сега. Мислам дека и ти некаде пред ден-два сигурно прочита дека и председателот на МАНУ, овој охриѓанецот Лјупчо Коцаре, веќе отворено кажува дека се мора да се промени и уосталом се мора да се поништи од сите договори. Да, токму така. Јас целосно му дам подршка. Меѓутоа јас и со него имаме една забелешка, а тоа е дека и тој обстојува дека ни се потребни НАТО и ЕУ. Јас мислам дека не ни се потребни. Точно. Предојка ние им се клањаме и на НАТО и на ЕУ, тие вака ќе не изигруваат. И Грција знае, и Бугарија знае, штом нашите велепредавници велат нема алтернатива, и тие си велат штом нема алтернатива за вас, а вие тоа го признавате, сега ние ќе ве уценуваме колку сакаме. Да се вратиме сега на овдешново тло, овде. Може би како професионален тренер, спортист те прави да бидеш толку активен. Така да оваа година ти понуди, ако можам да ја наречам еднодневна излетничка програма со спортисти, со твои спортски активности кои беа секоја сабота. Ги собираш и децата. Како помина во изминатите саботи? Ова е прва година што го правиме, затоа не ни баравме да се запишува, за кој ќе дојде во саботите, добре дојдене. Се случуваше да има по едно-две деца и колку можевме направивме некои активности. Една сабота имаше повеќе, 6 деца имаше, така да веќе тоа веќе и поорганизирано го направивме. Се надевам дека како традиција ќе остане тоа, па следното лето ќе можеме повеќе активности да направиме и дека повеќе родители ќе се одважат да дојдат тука на излет. Јас сум моментално кога дека зборувам со тебе, јас сум на паркот, работиме тука уште. Да. Мораш како домаќин, мораш да ги дочекаш сите присутни гости. Да. Така да се надевам дека понатаму ова ќе заживее и повеќе деца ќе бидат вклучени. Токму и беше моето следно прашање, дали понатаму си заинтересиран да на ваков начин ги собираш децата, и ти ми го даде и твојот одговор. Ова година се навршуваат 119 години од Илинденското востание. Ако така наречената пандемија COVID-19 успеа во изминатите речиси 3 години да го заплаши светот, сега веќе повторно ќе зачука тапанот за да се собере македонскиот народ и да се прослави македонскиот национален празник Илинден. Знам дека ќе отпочнете на 30 јули, кога е и празникот Света Марија Огнена, повели. Ние почетно размислувавме во ставотата, значи на 30 јули да се положат венци, но потоа се сменивме малку, така да пикникот се разбира се станува на 31 јули во неделата, меѓутоа положувањето венци пред споменикот на податите борци за ослободување на Македонија кој се наоѓа во дворот пред црквата Климент Охридски ќе биде на сам ден Илинден. На 2 август, токму тоа е во вторник. Да. Така да таа една мала измена направена со венците, наместо во саботата 30 јули, тоа ќе биде на 2 август, токму и по соодветно на ден Илинден. Дај ни нешто повеќе информации околу самиот пикник, програмата и како можат најлесно да дојдат, иако веќе на најголемиот број од македонците им е познато местото, меѓутоа сепак има и ново дојдени што се во Канада. Дај молим те, дај ми некои информации. Прво ги поканувам сите македонци. Мислам, местото на секој македонец во Торонто, околината на Торонто, Јужно Онтарио е на македонскиот илинденски пикник, кој по 64 пат, 64 година поред, организацијата го организира. Паркот Илинден, сега со GPS, многу лесно се наоѓа, само на Google, ако напишете Macedonian Park Илинден, и ќе ве однесе право тука.
Адресата е 21.351 автопат 12 во Скугок. А може да се јават и на телефон твој 416 823 6520. А што планирате во самата програма? Па како и обично со програмата планираме да почне околу велам околу бидејќи очекуваме свештениците да дојдат после службата. За жал и оваа година не успеавме да ги убедиме сите дека не треба да има служба во црквите на 31 јули, тоа е на денот на пикникот. Сите свештеници требаше да дојдат тука, каде што имаме и манастир или Светилија. Да. Но еве, не дојде до тоа, така да малку ќе почекаме, ако стине свештеникот во 13 часот, значи во 1 часот попладне, тоа ќе почнеме со програмата, ако не, малку ќе причекаме, но меѓувремено, како што спомна, групата Изгрев ќе ги забавува посетителите, ќе има кара, пријатели и јавници и македонци тука ќе дојдат. Така да имаме нови справи за децата, за играње, во очекување сме, но се уште немаме 100% добиен одговор, но како и минатата година да има за играње баунсер што ги викаат или скокачи за децата да се правруваат, да играат, па и возрастните може да се вклучат. Се надевам дека тоа ќе се оствари да биде донесено или донирано од македонски фирми. Потоа имаме и високи гости поканети од канадското, тоест од општеството во политичкиот живот во Онтарио. Меѓутоа, бидејќи се уште немаме конкретно одговор, ќе го ставиме, нема да спомнуваме до после момент дека не знаеме за сигурно. Но ќе има говори, ќе има представување на гостите од сите црковни општини, организации и така натаму, и денот после наш за прослава, како што кажа, веќе последниве 2 години вистински пикник немавме. Иако ние минатата година имавме пикник, меѓутоа тоа беше во рамките на сите тие ограничувања со пандемијата, каде што не можевме да имаме голем број на гости, така да и рекламиравме, но да пола уште што велиме рекламиравме, но сепак добро поминавме, но ова ќе биде прв поголем настан каде што македонците може да излезат малце во природа, да се видат меѓу себе, роднини, пријатели и да се извеселиме и во национална и политичка смисла да кажеме на големо не за сите овие штетни и антимакедонски договори кои се подпишуваат во Република Македонија. На крај, честитајќи го и тебе, како и на членовите на Организацијата Обединети македонци празникот Илинден, додека идната недела ќе честитам и до целиот македонски народ, но која е твојата илинденска порака или илинденски поздрав до нашите сонародници? Да бидеме сплотени, да не се обесхрабруваме со сите негативни настани. Ние сме поминале и по уште потешки премрежја. Но со главата горе, со планирање, со македонски водачи, секој се успевале да излеземе на правиот пат. И мислам дека може слободно да кажеме, македонски народе, главата горе, одиме напред, ние ќе победиме. Јас многу пати сум спомнала не заради што сме македонци, меѓутоа повеќе од јасно е дека Македонија е света земја. Мојот покоен татко, Бог да го прости, би рекла, така велеше секогаш. Секој што дошол да нападне на Македонија не останал вечно. Така и овој пат Македонија мора да се избави, мора да воскресне. Јас те поздравувам и тебе и целиот македонски народ и сите што ќе бидат присутни на Илинденскиот пикник. До година викам да бидеме повесели и со многу поубави новини, но
на вистина зборувам од срце да ја видам во најбрзо време не вака, туку обединета Македонија со сите нејзини исечени делови. Те поздравувам и тебе и сите твои членови на Организацијата Обединети македонци и честит нека ни е празникот Илинден, а од името твое со управата на Организацијата Обединети македонци токму да ја пуштиме и песната Обединети македонци. Благодарам, поздрав до сите, пак честит до Илинден и ние сме тука спремни, ве очекуваме следната недела на заеднички пикник. Благодарам многу и за секое добро. Ајде, пријатно. Пријатно. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи билосно донација, рекламни честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму овој радиочас. Телефонот ни е 647-780-6549. Емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube ако отворите под The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја поддржувате и самата радиопрограма. Да одиме со новините од Македонија. Информатички напади на англиската страна на Википедија против министерот за надворешни работи. За само 40 минути името на Османи било променето дури 12 пати,
а засега не е познато чие дело е промената со навредливите содржини и кој е непознатиот администратор. Во моментот вратена е оригиналната содржина на страницата. Заради споменувањето на Македонија во неприфатлив контекст, МНР вечерва реагира на последното интервју на шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Од стекнувањето на независноста на Република Македонија постои силно меѓуетничко и надпартиско единство за членство во Европската Унија, наведува МНР. Таквите одлуки за зачленување во меѓународни сојузи, како и секоја друга суверена држава, ги донесуваме водени исклучиво од сопствени интереси со поддршка од неголемиот број граѓани. Истовремено, постојано се бориме против сите злонамерни влијанија од трети држави со цел мешање во нашите внатрешни работи. Во интервјуто се манипулира со религиозните чувства на православните верници во нашата држава и се користи добивањето на автокефалноста на МПЦ Охридска архиепископија за промовирање на своите геополитички ставови, оценува МНР. Лавров во интервју за руската онлайн телевизија Наше кино изјави дека Русија е заинтересирана за евкаристично единство на руската со македонската црква, а одлуката на СПЦ да ја признае МПЦ ОА ја оцени како мудра. Тој ги спомена и Македонија и Црна Гора и ги обвини НАТО и Европската Унија дека се обидуваат од овие две земји да направат инструмент во, како што вели, антируската игра. Таен документ од ЦИА од 1971 година ги најавува денешните случувања со Бугарија. Британскиот вестник Financial Times во статија насловена „ЕУ прави проблеми со своите балкански планови за проширување“ се повикува токму на документот на ЦИА насловен како Македонски синдром. Деталите што содржи овој декласифициран документ, а ги антиципира и денешните состојби од Јана Јосифовска. Македонскиот идентитет и посебност е проблем за Бугарија уште од минатиот век, покажува декласифицираниот документ на ЦИА од 1971 година, насловен како Македонски синдром, хроничната криза во југословенско-бугарските односи, кој го објави угледниот британски вестник Financial Times. Целиот документ на ЦИА има 15 страници, кој го опфаќа проблемот со така нареченото македонско прашање, на кое Бугарија сакала да има влијание, како и цврстиот одговор од југословенската страна и од Тито. Financial Times посочува дека овој документ е јасна анализа на еден од најнерешливите историски спорови во југоисточна Европа и дека и покрај различниот геополитички контекст, тензиите околу македонскиот идентитет останале нерешени. Во еден дел од извештајот се вели: Југославија гледа на одбивањето на Бугарија да го признае постоењето на посебна македонска националност како потенцијална закана за територијалниот интегритет на Југославија. Југословените неодамна станаа немирни поради како што го сметаат премолченото одобрување од страна на Кремљ на тврдењето на Софија дека Македонија е населена со бугари. Во Белград, например, беше забележано дека бугарските притисоци во Македонија на моменти го достигнаа својот врв, кога тензиите беа невообичаено високи меѓу Белград и Москва, како кога Југославија го изрази своето противење на советската окупација на Чехословачка во 1968 година. Потоа се објаснува дека овие настани се рефлексија на југословенско-советските односи. Македонското прашање беше оживено во кампањата која Живков ја покрена во 1965-та. Идејата беше да се развие етосот на патриотизам и национален дух кај младината во тогаш емоционално стагнирачката земја. Спорот околу Македонија стана клучна точка во изградбата на националната гордост, која беше задушена од подреденоста на Бугарската комунистичка партија на Советскиот сојуз. ЦИА дава бекграунд за тврдењата дека македонците се бугари одсечени од својата татковина и му посветува внимание на оживувањето на договорот од Сан Стефано од 1878-та. Од 1967 година многу бугарски академици и политичарите беа ангажирани во издавање книги и написи кои ја поддржуваа расправата дека Македонија припаѓала етнички, историски или духовно на бугарската нација. Одамна заборавените редентистички автори и нивните трудови беа реоткриени и републикувани. Во јануари 1967 година Софија го прослави роденденот на Гоце Делчев, починатиот македонски патриот, кој во таа пригода беше означен како бугарски патриот.
Во извештајот стои дека спорот бил подигнат на ниво на официјални билатерални односи на 29 јануари 1968 година, кога бугарскиот амбасадор во Белград беше посоветуван од Југословенското министерство за надворешни работи за штетата што Софија може да ја направи за македонското прашање за односите меѓу двете земји. Без оглед на ова укажување, ЦИА наведува дека во февруари 68 година, на 90 годишнината од Сан Стефано, бугарите одржале масовна церемонија во Софија, на која учесниците жалеле за бугарската загуба на Македонија. По ова, ниту една страна не покажа склоност да дозволи проблемот да се намали, напротив, оценуваат разузнавачите. Во овој таен документ на ЦИА недостасуваат неколку пасоси кои очигледно се намерно покриени и еден важен детаљ, процентот на македонци во Пиринска Македонија во 1965 година. Останува дилемата дали причината за ова е волшебното исчезнување на македонците помеѓу двата пописа во Бугарија. Во 1956 година се забележани повеќе од 187.000 македонци, додека 9 години подоцна избројани се само 9.600. Погрешно е да се тврди дека македонскиот јазик не постои и дека е вештачки создаден. За бугарските членови на клубот за бугарско-македонско пријателство, декларацијата на бугарското МНР за непризнавање на македонскиот јазик е неприфатлива и контрапродуктивна. Македонскиот јазик одамна не е дијалект на бугарскиот, бидејќи за разлика од кој било дијалект, тој во целост им служи на сите сфери на јавниот живот. На него е создадена книжевна традиција со значајни достигнувања. Македонскиот јазик и македонската литература се изучуваат на голем број од најпрестижните универзитети во светот. Меѓународните договори се подпишани на македонски јазик, а другите 26 членки на Европската унија имплицитно признаваат дека по евентуалниот прием на Македонија во Европската унија, овој јазик автоматски ќе стане еден од официјалните јазици на унијата, се наведува во документот. Во Охрид е отворен конзулатот на Србија. За почесен конзул е избран охриѓанецот Михајло Филев. Со отворањето на нашиот конзулат во Охрид покажуваме почит кон македонскиот јазик и култура и кон братскиот македонски народ, изјави денеска во Охрид министерот за надворешни работи на Србија Никола Селаковиќ. На отворањето на српскиот конзулат во Охрид, нашиот сосед е и Бугарија, наш сосед е и Република Македонија. Секој го избира својот пат. Србија го избра патот на јакнење, заедништво, јакнење на соработката, јакнење на што поголема економска соработка, рече Селаковиќ. На отворањето на консулатот присуствува и вице-премиерката Славица Грковска и министрите за правда и за култура Никола Тупанчевски и Стадиновска Стојчевска. За почесен конзул е избран охриѓанецот Михајло Филев. Тоа беа новините од Македонија, а сега еве и илинденска честитка од Сребре Џанџировски, од Целоградешница Мариовско, со својата сопруга Лена и нивната фамилија, а меѓу нас познат real estate agent на Realty Associate, не може а да не го поздрави својот македонски народ, како и своите муштери, роднини, пријатели, соселани по повод македонскиот национален празник Илинден, но неговата голема желба е еднаш за секогаш да се исчистат сите демонски нечистоти што се поврзани за Македонија и со Македонија и македонскиот народ, но и во брзо време обединување на Македонија. За тоа нека помогнат зборовите на песната како негова порака.
Исто имаме честитка од Гоце и Зора Кокаревски со фамилијата од Царедвор, како и Грегори Цанев од село Арменоро, на целиот македонски народ, своите најблиски роднини, пријатели со селани, им го честитаат македонскиот национален празник Илинден 903 и Асном 44, за да со радост и среќа славиме уште многу Илиндени, но и убавини за Македонија.
Исто илинденска честитка имаме и од браќата Петре и Марко Јановски од село Велушина со фамилиите од фирмата Јановски Каунтертап, кои до целиот македонски народ, најблиските роднини пријатели, соселани и муштери, им посакуваат за да Македонија ги победи сите неправди, а македонскиот народ да слави уште многу, многу години. Виши, виши, соколе, ти јуначко пиле, и на сите страни, кажи ти што виде. Право кажи, соколе, дал си видел некаде оро како тешкото да ти плаче срцето. Виши, виши, соколе, ти јуначко пиле. Виши, виши, соколе, извиши се ти на пири, гнезда кај што свиле, сестри, браќа мили, извиши над Вардар, летај се до Егеј доле, нас не има колку, зрна песок море.
Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможбило со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму овој радиочас. Исто така, секој петок од 8 часот навечер, сите вие кои имате пристап на YouTube, отворите на The Voice of Macedonia и слушајте уште една радиопрограма од Глас од Македонија, се разбира со нови содржини. Секој ден посакува да живее во свој топол дом. Сонја Демевска, продавач на неподвижен имот, како куќа, бизнис, фарма е покрај вас. Завртете го телефонот на 416-900-5802 и побарајте ја Сонја Демевска, која најдобро ќе ви го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на неподвижен имот. Пред самиот крај еви уште една честитка од Веле, брајката Веле и Стојмир Сијелјановски со своите фамилии од Кичево, како и Митко и Виолета Роштанковски со фамилијата од село Цапари, на целиот македонски народ, на сите муштери, роднини, пријатели, најблиски, се разбира, соселани, сака да им го честитат илинденскиот празник, со желба идната година да биде и повесела и поуспешна кај македонскиот народ и воопшто за се што е македонско. Пред да завршиме со нашава вечерашна емисија, да ве потсетам за идната недела да одите во паркот на организацијата Обединените македонци, за да сите заедно го прославите големиот македонски национален празник Илинден, а пак ние од 6 часот вечерта сме овде за да ја слушате со илинденска наша програма на 101.3 FM, програмата на Глас од Македонија. За вас кои имате пристап на YouTube, слушајте не идниот петок од 8 часот
часот навечер, каде отпочнуваме со вистинската историја на Македонија, но тоа повторно откритие ќе ни го представи нашиот познат сонародник Одисеј Белчевски. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.